Среда 17 часот и 15 минути, термин резервиран за уште едно издание од своја страна на телевизија Сонце. Ви благодарам што и ова попладне одбравте да не следите токму нас. Почитувани гледачи, во ова издание ви одлучив да ви представам еден млад човек кој што навистина на негова возраст има со што да се пофали позади себе. Еден млад дечко кој што е доказ дека и младите можат да се занимаваат, односно да ја почитуваат и да ја шират традицијата, културата, народните обичаи и така натаму. Јас во најавата нема да должам многу, ќе си го представам мој денешен гостин и соговорник. Станува збор за Кристијан Митревски, кој што ни доаѓа од општина Сопиште. Кристијан, ти благодарам што ја прифати мојата покана и што еве денес ќе се дружиме токму пред камерите на телевизија Сонце. Како си? Супер, одлично. Секогаш добро дојдено во вашата телевизија. Ми представува особена чест што сум денеска тука да споделам дел од моите искуства и ги поздравам сите гледачи кои гледаат оваа телевизија. Кристијан, јас се запознав неодамна, но морам да признаам и пред нашите гледачи дека ми импресионираше твојата личност и се она кое што ти го правиш како навистина млад човек. Именно за тоа кој си, што работиш и со што се занимаваш подетално во прво лице ќе споделиме токму од тебе, па еве со тоа и би започнале кој е Кристијан Митревски, момчето кое што ете така јас го поврзувам навистина со фолклорот, традицијата и народните обичаи. Така, убаво кажано. Јас сум Кристијан кој доаѓа од општина Сопиште и имам 18 години, се занимавам со фолклор, изведувач сум на традицијата не само на сцена, туку и на соборите ја изведувам и ден денес со локалното население, каде и тоа ми помага се со цел да се заштити. Благодарение на моите сограѓани од мојата општина и од целата држава, сите поддржувачи кои се на традицијата, правиме нешто големо и убаво. Она кое што убаво речено, она кое што импресионира е тоа дека ти не си само поврзан со фолклорот, туку ти всушност си формираш фолклорен ансамбл на 18 години, нешто кое што е навистина за секоја почит. Ајде, малку повеќе зошто токму фолклорот и како настанува идејата да се формира токму фолклорен ансамбл, ете од тебе и твоите врсници за кои што ќе поразговараме малку подоцна. Така, на мои 17 години оваа година на 4 април го основав фолклорниот ансамбл Свети Ники Ракотински, кој се наоѓа во Домот на култура, кој е ново изграден сега оваа година и отворен од страна на министерот за култура Зоран Љутков, поранешниот градоначалник Стефче Трпковски, сегашниот градоначалник Јане Мицевски. Еден голем поздрав до нив за целата заложба која дадоа да се отвори овој дом. Се благодарение на овој дом ние имаме каде да ја презентираме и да ја негуваме традицијата. Кристијан, ајде повеќе за фолклорниот ансамбл. Од каде идејата и колку време се работеше ете да се соберат сите тие членови кои што сакаат да бидат во фолклорниот ансамбл, што негува фолклорниот ансамбл, репертоарот, народните песни, ора, традицијата во Сопиште, би сакала малку поопширно. Така, овој фолклорен ансамбл негува... Што те поттикна тебе конкретно за фолклорен ансамбл во Сопиште? Постоел ли претходно вако фолклорен ансамбл и значи ли тоа дека ти го возобновуваш? Не, јас ја возобновувам ги возобновувам мисијата на одредени друштва кои се наоѓале на оваа општина, така? Некогаш кои битисувале, да, но сега со нова приказна, со ново име, со нова радост, да кажам, меѓу населението, го основавме новиот фолклорен ансамбл. Тоа е уште од моја најмала возраст, бидејќи сепак се господова дарба, имам талент за пеење, за играње. Музиката ми беше во срцето уште од најмали години. Како што кажав и на почетокот, јас не сум изведувач само на сцена, туку и на соборите, меѓу народот, каде и ден денес играм со нив, таму ја црпам сета таа енергија, сето знаење, дел од знаењето за да го пренесам на младите, бидејќи можам да се пофалам дека во нашиот крај се уште се одвиваат собори каде населението ја прикажува
живата традиција и ја изведува. Зошто токму тоа име? Јас видов вие како настапувате, именно бевме заедно на настан организиран токму од општина Сопиште или осветување на храмот Света Мина. Тоа беше една прекрасна гледка да се види и да се доживее, зашто токму Свети Јоаники Ракотински, значи ли тоа дека тоа е светецот на општината можеби, и малку повеќе за самиот ансамбл внатре, за членовите, колку младиот човек денес е заинтересиран за фолклорот, знаејќи дека некако во ова модерно и брзо време на технологија и модерни трендови, фолклорот и традицијата, па за жал можеби дел од младиот човек ги смета и како за нешто старомодно, меѓутоа еве што покажува искуството, сакаат ли твоите врсници да играат, да бидат дел од фолклорен ансамбл? Да, и тоа во голем број. Ако ви кажам дека за 4 месеци постоење нашиот ансамбл број 80 членови поделени во 3 групи. Од најмали имаме од 4 години па се до 15-16 години членови на моја возраст кои играат. Која е твојата улога таму? Како се одвиваат пробите? Предпоставувам вежбате, ги учите, односно членовите ги учат ората, се спремате за настапи. Ајде, како се одвива целиот тој процес? Јас сум таму уметнички менаџер на ансамблот и основач, нели? Ја презентирам традицијата пред нив. Имаме редовни проби секој вторник и четврток со сите 3 групи, каде јас интензивно се трудам да им го пренесам максималното моје знаење и се уште се надоградувам во сферата за да можам, нели, јас сум се уште млад и истражувам и се уште се образувам. Сега сум матурант во Државниот музички училишен балетски центар Илија Николовски Луј во насоката за традиционална музика и игра, каде благодарение на таа насока, благодарение на факултетите кои се во оваа област, сега се образуваат млади кадри и може да го пренесат на едно повисоко ниво знаењето. Така, значи ли тоа дека имаш, ете, така ќе ги кажеме, своји колеги во ансамблот, кои што исто така паралелно со тебе ги учат и го пренесуваат знаењето кон оние други членови кои што членуваат во ансамблот? Така е. Колеги имам исто и од мојот клас, што ми помагаат редовно тука и од завршени генерации кои секогаш ми се поддршка, морам сите да ги поздравам, бидејќи без нив немаше биде ни фолклорен ансамбл, една сила, не може многу да направи. Колку беше предизвик за тебе како навистина млад човек да се формира сето ова здружение и од друга страна кој беше твој ветер во грб за сето ова? Голем мотив пред се беше тоа што ни го оставиле претходните генерации на нас, бидејќи мојот крај, да кажам, пределот Каршијак наменет како еден голем предел со голема традиција. Тоа е пределот во Сопиште? Во околните села. Да, тоа е подпредел на Скопската Блатија. Скопска Блатија е еден голем обем, Скопска Блатија е еден голем и обемен, да речеме, предел кој е застапен со подпредел, а тоа е подпределот Каршијак. Каршијак сам по себе има своја душа на традицијата, бидејќи е различен и посебен по не само по ората, по песните, по виче, туку по самото тоа население, бидејќи кај нас живеат и население од муслиманска, но и од христијанска вероисповед, така да морам да ги спомнам македонците муслимани кои живеат во селото Држилово, каде они си носат стварно своја богата сами по себе традиција и пред се мене ми беше мотивот за сето тоа како еден белег на нашиот крај да се презентира како свој код, бидејќи е вистинско богатство сето тоа што го имаме, а е на процес веќе на изумирање. Да го соберам, не го собирав 5 години. Да, тоа ќе беше моето следно прашање. 5 години активно одев на терен, меѓу народ и се уште одам, колку можам да соберам, но за жал се поретко сега се наоѓаат и носи. Што значи теренско истражување? Како се одвива теренот? Значи ли тоа дека ги посетуваш токму повозрасните жители кои што пренесуваат нели лице в лице сето ова кое што било порано? Еве како се одвива едно теренско истражување?
теренското истражување е база врз сето она ние кое го работиме. Бидејќи теренот во кое било доба да истражуваме, секогаш ќе најдеме терен. Теренот е како да кажам, подлогата на се. Основата, базата на се ние што работиме. Колку се отворени сожителите да споделат? Јас сум премногу задоволен од моите информатори до сега. Морам да ги поздравам сите до еден, бидејќи се стварно многу на број за овие 5 години. Ме научија како да ја изведувам песната, како да го изиграм одредено оро. Ми ја доловија некогашната нивна изведба во вистински момент додека ги гледам. Им должам многу, сепак они се пак ќе кажам некогашни изведувачи и верни наблюдувачи на тоа, и они најдобро го знаат тоа како треба да се одвива. Затоа и ден денес додека имаме ние проби, бидејќи меѓу околните села на Сопиште и во самото село Сопиште има се уште живи информатори и сведоци на традицијата која оние изведувале, доаѓаат на пробите и не подучуваат. Пример, ова треба вака да се игра, ова треба вака да се испее. Секогаш ни се ветар во грб, морам да признам. И пред се голема одговорност е сето тоа да се пренесе, бидејќи треба да го пренесеш доследно, како што они го оставиле, затоа секогаш они наблюдуваат како е од тоа доаѓа. Таму ги собрав и носиите кои се потребни за овој ансамбл. Вистина, народните носи, нашиот ансамбл може да се пофали со оригинални парчиња на народни носи од тој крај, кои ги тргнав со цел да соберам малку, но излегува на крај многу, бидејќи за моја среќа тој крај некако Може ли да се пофали тој крај со богата културна, фолклорна традиција, обичаи? Може и тоа многу да се пофали од народната носија. Јас сите мои носи ги собрав токму тој крај, 120 комплети на женски носи и околу 50 на 60 на комплети на машки носи. Сега што значи ги собрав? Тоа значи дека луѓето си ги зачувале носи? Луѓето си ги зачувале од нивното наследство, затоа кажувам секогаш дека тоа е голема одговорност. Они им е од големо значење аманетот старите што им го оставили и нивните носи, така да они ми го пренесуваат тоа со подарување, зашто мене повеќето носи ми се подарени и затоа секогаш им благодарам на сите мои и сожители и информатори кои така, меѓутоа тие верувам имаат доверба во тебе и во твојата мисија и во сето она кое што ти го правиш денес преку ансамблот. Кристијан, како го доживуваш ти фолклорот, како ги доживуваш обичаите и традицијата, културолошки, идентитетски, емотивно? Ги доживувам пред се многу емотивно, бидејќи мојата баба, ќе ја споменам на сите интервјуи, ја спомнувам, како главен мој информатор кој ме има внесено во фолклорот. Она беше многу жива во неа, многу беше игрива, сакаше да го пренесе тоа, токму јас благодарение неа го наследив токму тоа. Секогаш денес кога и додам на терен, кога и да видам собрани бабички, дедовци кои ќе ми запеат или ќе ми кажат некаков обичај, јас секогаш тоа го доживам емотивно, бидејќи може бе во такво обкружување како мал и сето тоа пред се си го сваќам емотивно, а го доживам и на многу високо ниво, бидејќи ова е сепак една голема уметност. Фолклорот е многу широка гранка, а посебно ние тоа што го правиме преку фолклорните ансамбли, преку националните институции, преку музичките училишта, тоа е еден висок степен и доведување на оваа традиција на едно големо и идентитетско да кажам, ама и
афирмирање на вистинското место каде треба да биде. Ни млади амбасадори, буквално на традицијата и на фолклорот. На самите настапи може да се види дека навистина ти и пееш и играш и некако како да ги организираш членовите, односно твоите врсници на самиот настап, каде се чувствуваш ти најсвој, во кој домен, во која област? Дали тоа е песната, дали тоа е играта или буквално како да даваш се од себе на сцената? Колку те понесува самото чувство? Навистина е импресивно да се види тоа. Јас не можам да се одлучам, зашто и ги сакам и пеењето и играњето многу, бидејќи тие ми се, пак ја кажам, дар од Бога пред се. Каде се чувствам? Се чувствам како еден добар изведувач на сцената, за да можам да го пренесам, да го пренесам на младите, бидејќи сепак искуството се пренесува на младите. Треба да стекне знаење и на сцена, и позади сцена, и работата со децата, за да можеш да целокупно да се профилираш како еден добар и успешен фолклорист. Колку сакаат да учат дечињата, оние најмладите, најмалите, колку им е интересен фолклорот, колку... Премногу можам да се пофалам, бидејќи и знам и некогаш и нив да им кажам дека они во гените го носат тоа. Доаѓаат, пример, дел од нивните баби, кои некогаш мене ми биле информатори на почетокот, за жал сега не се живи, но јас ги знам они како ми го пренеле тоа и сега доаѓаат нивните внуки или внуци и се со истиот жар, пример, како мојата информаторка која била пред неколку години и самиот сум намисла дека тоа е еден голем и силен генетски една голема и силна генетска енергија и генетски код. Кристијан спомена матурант, уште еднаш училиштето и класата или традиционална музика спомена. Кои се плановите за воиднина? Колку училиштето и знаењето таму ти помага во сето на кое што го работиш, односно кое што верувам дека ќе и ти стане сериозна професија? Така, јас, како што кажав, сум ученик матурант оваа година во насоката за традиционална музика и игра. Тоа е во Средното музичко училиште во Скопје, Луи. 4 годишно искуство, големо искуство на сцена, големо искуство како тоа е да го правам на едно професионално ниво, бидејќи додека сме биле во друштвата, видете сите друштва во Скопје го прават најдоброто од себе го вадат за да направат генерации, имаат голема улога, бидејќи пред се членовите на друштвата одат токму во музичко. Многу се битни овие фолклорни ансамбли, фолклорни студија, кудови, бидејќи од тука започнува целиот жар на традицијата и каде се инфилтрира меѓу младите, се со цел да се пренесе тоа, но нели ние пренесувачите ќе инфицираме, да кажам, некој друг утре ден што ќе не наследи нас. Тој сака да се образува, си оди во мојата насока, утре ден оди на одредените факултети, факултетот за етнологија, антропологија, факултетот за етнокореологија, факултетот за етномузикологија, за етноорганологија. Колку се атрактивни овие насоки, односно премногу. Видете, пак ќе кажам, овие се насоки кои се базираат на теренот, на теренското истражување и секоја по себе си носи свој афинитет, своја способност. Не можам да издвојам ни една насока, бидејќи излегле многу кадри од овие насоки каде... Предпоставувам образованието ќе го продолжиш понатаму во истата насока? Повисокото образование ќе го продолжам на смерот од овие неколку факултети. Кристијан, напомена повеќе културно-етнички друштва, национални институции за култура, Министерството за култура исто така тука, општината, општинската администрација, секако и првите луѓе во општината, каква е соработката како фолклорен ансамбл, како млад човек менаџер на еден фолклорен ансамбл со сите овие институции на локално и можеби на државно ниво? Одлично е, можам да се пофалам со тоа дека нашата општина ни е многу силен ветар во грб и претходниот градоначалник Стефче Трпковски кој ја отпочнавме ова приказна
со него се формираше фолклорниот ансамбл, но и сега на овој актуелен градоначалник ве му честитам и во вашата емисија за неговиот мандат кој и во неговата програма и во неговите сме имале еден куп разговори, културата му е на едно многу високо ниво и е отворен за соработки во така и навистина тоа така треба и да биде, односно да покажете сето она кое што го работите, истражувате на терен и пред публиката. Како реагира публиката? Јас имав чест да бидам дел од еден таков настан или летово. Тоа беше една прекрасна слика. Луѓето се како да се желни за музика, за ора, за обичаи, за да се пренесе тоа, да го видат младиот човек како го прави тоа на еден умешен начин. Како ја доживувате вие публиката од другата страна? И каква е одговорноста пред публиката? Пред своја публика да играше голема одговорност, бидејќи некои од нив доаѓаат од краиштата на Македонија. Еве да споменам, ние изведуваме не само ора од мојот матичен предел, туку изведуваме ора и од целата етничка Македонија. Каде настапуваме, ние гледаме да се представиме со автентични ора. Ако одиме, пример, во некој одредено место, гледаме од претходните истражувачи, од останатите кореографии, сценски адаптации, што се прикладни за тој крај, за да може да им ја доближиме некогашната слика на тоа население. И голема одговорноста. Пред се голема одговорност пред наша публика. Да играше публиката секогаш на нашата мисија одговара многу позитивно, со големиот аплод, со силната поддршка, ни преоѓаат луѓето, ни честитаат, се вчудо невидени како тоа се уште живее, бидејќи морам да споменам дека сега се враќа таа слика на фолклорот во вистинските очи на народот. Со почетокот на распадна Југославија, тогаш знаеме дека дел од српската музика, дел од тогашната музика, да, музиката тогаш комплетно била на изумирање, но благодарение на истражувачите, пак ќе ги спомнам, Пеца Атанасовски, Живко Фирва, во поново време професорот Драган Даутовски, кои се имаат многу изборено и имаат голема мисија направено, се со цел да го афирмираат нашето духовно, културно наследство. Од кого Кристијан Митревски ги учеше народните ора? За сега да биде и учител. Пред се, голема должност имам кон моите членови, бидејќи сето она што го пренесам, треба да го пренесам на, како што кажав и претходно, на автентичен и достоинствен начин. Сето тоа што го имам сега до сега, благодарение на мојата баба, се започна со неа. Она прво ми ги покажа ората од мојот крај. Потоа станав член на најстариот ансамбл во Македонија, тоа е Кут Кочо Рацин или фолклорниот ансамбл Кочо Рацин, кој е формиран далечната 1944 година, па потоа после него е формиран и државниот ансамбл Танец. Таму бев член 8 години. Ми беше вистинска чест. Од колку години играш ти? Јас играм од мои 7-8 години. Браво. Да, рано почнав. Таму негував, исто ги негував ората, се запознав со кореографиите. Сега моментално сум член на фолклорно студио Блажевски, каде исто така сум благодарен на целата управа на наставникот Јовица Блажевски, што ни ја пружа сета професионалност, да кажам, бидејќи тој е шеф на игрорниот коров во националната установа Танец. Тој се труди од нас да направи добри, убави генерации кои ќе остават трак му должиме многу. Како што напоменав, должам и на претходниот членување на Кут Кочо Рацин во Скопје, каде таму првично се стекнав со знаењата, но и сега за моје надоградување на овие личности што ги напоменав. Кристијан, институции, секако. Така, Кристијан, навистина сте млади и ти и членовите на ансамблот и твоите врсници. Колкав дел од слободното време да го трошите на проби, на вежбање и колку тоа се исплати?
се исплати многу пред се за нашата професија, бидејќи уметниците живеат еден, да кажам, изолиран живот од секојдневните професии, бидејќи уметничкиот живот е многу тежок пред се. Иако народот, публиката така не доживува дека нас ни е весело, дека ни е убаво, да, вистина ние имаме најубава професија, но сето тоа да дојде на сцена во тој комплетен концерт, да речеме, од саат и пол, ние треба да го спреме тоа цела година. Буквално цела година да се посветиме на чекорите, на стилот, на сценската комуникација, на држање на телото. Колку се одговорни членовите и доследни, континуирани? Премногу. Имате ли навидум настапи кои што ви се веќе договорени, спомена концерти, ете веќе сме при крајот на оваа година, некои предновогодишни настапи, концерти можеби? Секако. Еве да кажам ексклузивно за вашата емисија, оваа година ансамблот за божикните поворки кои ги отпочна отец Партени со него благослов од Бигорскиот манастир, благодарение на него кој ги отпочна сите овие работи, оваа година нашиот фолклорен ансамбл Свети Ники Ракотински ги зима, ги превзема, да кажам, во нашиот крај и се со цел да се зачува и нашата религиска традиција која е многу богата и многу силна, многу моќна во чест на нашиот патрон Ники, бидејќи му должиме многу пред се и ова ќе биде така еден мал дар за населението, да се возобнови таа една традиција и децата да ја осетат Христовата топлина и топлината на нашата вера. Прекрасно. Кажи ми, покрај фолклорот, покрај сето ова кое што ти го пренесуваш, го отвориш и истражуваш и своето образование ти е поврзано исто така со ова што го работиш, како поинаку го трошиш своето, можеби мало слободно време, она малку слободно време кое што ти останува, како ги полниш ти батериите? Споменав технологија, модерни трендови, брзо и модерно време, излегуваш ли? Така, како сите млади ден. И излегувам, но сепак тоа е во кругот на уметниците на фолклорот. Не можеме ние никогаш, може ќе имаме еден ден, два така да имаме кажам, надворешен живот од фолклорот, но сепак тоа низ досадува. Ние сме навикнати постојано да правиме проекти, постојано да сме на проби, постојано да бидеме посветени на оваа област, да дадеме максимално од нас, така да... Да, и одејќи на терен, верувам дека се запознавате и со... Токму така, тоа сакам да го кажам. Пределите со местата, со природата. Теренот секогаш ние, да кажеме, еден процес каде да ни се полнат батериите. И каде истражуваме, каде собираме носи, истекнуваме нови искуства, бидејќи и нашите информатори не учат на големи животни лекции, каде они ги живееле, каде во ова денешно време не можеме да ги добиеме, бидејќи сега европската култура владее, технологијата. Тоа било едно време каде се почитувала пред се домашната култура и така да тие вредности се многу вредни за нас и честни е пред се што имаме од кого да учиме. Верувајте, имаме тие луѓе може не биле академици образовани, но имаат факултет за животот како треба да се одвива и како треба ние како млади да го живееме. Токму така, како реагираат твоите врсници на сето ова кое што ти го правиш? Чудно ли има на некој од нив? Па на моите локални другари им беше многу чудно на почетокот и мене сите, можам да кажам, во мојот крај ме знае како некој дете што е весело, што пее, што игра, на улица може да ме најдат кај што јас си пеев, си играв, така да и знаеа дека ќе ми биде тоа мене идна професија, но некои го доживува чудно. Чудно пред се, бидејќи со друга музика се обкружени, со друга култура, ова им беше нешто сосема трето, сосема нешто ново. Но верувам се воодушевени штом те видат на сцената. Така, пред се го доживува и ден денес тоа како голема уметност и голема одговорност, голема убавина.
еве вие кажавте бевте на осветувањето колку луѓе таму беа воодушевени од народните носи, од зурлите, од тапаните, од целата слика, комплетна слика, буквално комплетна слика. Беше птен на едно ниво каде 30-тите, 40-тите години само можел да се види таква слика. Ние тоа сега го враќаме. Како видите голема честа мене, пред се мене ми е многу голема. Што ми се дала таква шанса од Бога и од Јас верувам дека има дели од твоите врсници и надвор од Сопиште со кој што соработуваш. Ние го споменавме Дамија, момчето со народните носи и секако верувам дека сте во тој круг и дека се дружите, си потпомагате и во теренските истражувања, споделувате колку тоа значи, колку таквата соработка значи. Нормално колегите секогаш се тука за размена, за не само на муабет да се сретнеме, туку ние си разменуваме и фолклорни муабети, да ги кажам така. Носиите, парчињата, па дали е тоа такво парче, си споделуваме, бидејќи си црпиме едни од други знаења на одредени работи кои се застапени. Уште еднаш ќе те прашам и полека ќе заокружуваме овде со нашата дружба пред камерите следни планови активности каде можеме да го видиме фолклорниот ансамбл Свети Јоанники Ракотински и нели тебе како главен организатор, менаџер и учител секако таму што ќе следува, со што ќе заокружувате полека годината која што ни одминува? Како што напоменав, каландите да ги возобновиме во нашиот крај ни се голема чест ние пред се и ние ете така сега во замисла сето тоа сега се течат тековни проби за сето тоа да стане реалност, да кажам. Плановите се до крајот на годинава да се афирмираме пред се во нашиот крај, бидејќи селата наши, како што напоменав, се посебни сами по себе и самото население да не дознае како едни чувари на нивната традиција, се со цел, нели, за понатамошна афирмација на овој ансамбл, за да можеме да одиме низ целата држава да настапуваме и да шириме културата, па и надвор од државата. Ти спомена 80 членови, верувам дека е одговорно да се настапи, да се организираат и да се подучуваат сите овие 80 луѓе таму кои што ете. Голема одговорност, значи тука влегуваат членови не само од целото Сопиште, туку доаѓаат членови од Горно, од Долно Соње, од селото Ракотинци, родното место на нашиот патрон, од селото Добридол. Да, говориме за еден предел кај што навистина има многу села, рурални средини, кои што верувам и дека се навидум толку близко близу едно до друго, меѓутоа со различни. Така, со различна убавина. Како што напоменав на почетокот, дека честа е голема за се ова ние што го работиме, но и спецификацијата на овој предел е тоа што има неколку групи на етнички групи, на народи кои живеат овде, кои си носат своја ја прави уште побогата. Го прави уште побогат и репертуарот, но и побогата традицијата во нашиот крај. Што и спомна македонците муслимани од Свето Држилово, они си имаат своја посебна облековна култура, посебна духовна култура. Тука се, да ги кажам како шоилевци, нашето население весела што ги набројав, народски кажано, тие се селата што ги набројав, нели, сега, они се села кои имаат своја посебна духовна и материјална култура, селото Пуста Брезница, која си има исто така своја и духовна и материјална култура како едно село кое е лимитрофно, кое е некогаш населено од страна на поречаните, дојдено тука, па си има своја посебна традиција, своја посебна облековна култура, кој посебен говор, така да тоа е едно вистинско духовно богатство каде можам многу да се пофалам со моето население
и каде гордо кажувам од каде доаѓам и што поседуваме ние во нашиот крај. Јас верувам дека секој селце таму си има и своје обележја. Покрај онака жаното од страна на ете повозрасните сожители, има ли литература за она што се случувало таму? Така, огромна литература има оставено од страна на постарите истражувачи, каде сум бескрвно благодарен. Морам тука да ја спомнам Вера Кличкова, таа и првиот директор на музеј на Македонија, ако не грешам, етнолог, каде ги има снимено дел од документарците 50-тите, 60-тите години, овие краишта каде што можеме преку една визуелна слика да видиме тогашната магија на традицијата. Тука е исто така и Ганчо Пајтунџиев, еден од големите фолклористи, каде е истражувал дел од орската традиција на на Источна Македонија, но и на целата наша држава. Живко Фирфов, каде исто така и тој има голем мудел во нашиот крај, во нашите игровни групи. Тој со Пеца Танасовски бил голем наблюдувач на игровните групи кои биле во селото Сопиште, Божин Стојановски, игровната група да ја споменам, Димче Анчевски во селото Долно Сонје, игровната група во селото Ракотинци, како играорна група Ракотинци. Тука во поново време исто има така голем број на истражувачи, професорот Владимир Јаневски, каде ја отвара и нашата насока и дава целосен да кажам голем опфат и на носиите, но и на орските изведби на не само нашиот крај, на целата етничка Македонија. Така, Кристијан, многу ти благодарам што ни сподели малку повеќе за сите она кое што ти го твориш, го работиш и истражуваш. Вие сте навистина едни млади културни амбасадори, јас така ќе кажам, како и на локално, меѓутоа и на државно ниво, сето она кое што ти го правиш, кое што го истражуваш и кое што го создаваш од твоја најмала возраст е навистина инспиративно, импресивно и за почит. Од овде ќе ти испратам со еден скромен подарок, можеби за тебе од моите пријатели, Smart Service, вредносен ваучер од 500 денари. Тоа е еден продажен салон за поправка и продажба на мобилни телефони и се поврзано со технологијата и со мобилните телефони. Тие се наоѓаат во трговскиот центар овде во Лисиче, можеш да се го искористиш кога и да сакаш. Овде ќе ја искористам јас и можноста да се ги поздравам секако моите верни пријатели во оваа сезона Smart Service. А на Кристијан овде уште еднаш ќе му се заблагодарам што беше дел и што ни го разубави со прекрасниот и топол муабет нашето студио. Кристијан, ние сме секогаш поддршка и на страната на младите амбасадори, оние луѓе кои што навистина имаат со што да се пофалат во едно такво можеби модерно, брзо и време на некои трендови кои што малку се разликуваат од она кое што го правите вие. Меѓутоа јас те охрабрувам да продолжиш, тоа е вистинскиот пат и верувам дека и твојата верна публика и сите оние кои што ти се ветер во грб ти го велат истото. Затоа ќе ми биде драго да се видиме на следни ваши настапи, каде што е импресивно да се види таа прекрасна комплетна слика од фолклорен, богат ансамбл со песна, со ора и со традиција и секако да се гледаме само за убави работи пред камерата. Така е, добре додени сте во било кое време, чест ќе ни биде да го испратите било кој наш настап, настан со вашата медиумска куќа заштита, бидејќи медиумскиот приказ е во ова време еден од најважните сегменти и за афирмација на ова културно богатство. Ти благодарам, Кристијан, ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за времето и вниманието со кој што го проследивте најновото издание од своја страна. Говорам со Кристијан Митревски. Јас верувам дека го задржавме вашето внимание со сето она кое што го прават овие млади луѓе, културни амбасадори на традицијата, фолклорниот ансамбл, фолклорот, народните песни и обичаи. Ние се гледаме наредната среда во истиот термин. До тогаш бидете поздравени.